Наоѓајќи се во првата недела по Пасха, Томина недела, православната црква го чествува споменот на светиот рамноапостолен Методий, архиепископ Моравски. Томина недела, првата недела по Пасха. Во оној ден кога Христос воскресна и им се јави на своите ученици, меѓу нив не беше Тома. Тој откако дојде при нив подоцна, чу дека го виделе Христа, но не поверува. Брзиот на добро дело Бог, кој се грижи за секој човек, имајки при тоа и поголема промисла, по воскресението, за да ги увери и идните поколенија, го остави осмиот ден, за да се изостри љубовта на Тома и за да му даде уверение во воскресението. Он повторно доаѓа при своите ученици кога вратата е заклучена, како и претходно, но овој пат и Тома е со нив. Откако им го дава својот мир, му се обраќа на Тома и му вели: Дај го прстот свој тука и види ги рацете мои. Принеси ја раката твоја и стави ја во моите ребра, и не биди неверен, туку верен. Затоа што не само со видување сакаше да се увериш, за да не се работи за привид, туку спомна и допирање. Затоа ставија својата рака во моите ребра. Се покажува дека раната на ребрата беше толку широка, што внатре можеше и рака да се стави. Тома испита и преку допирот прими вера, бидејќи му беше допуштено да го гледа и да го твори сето ова на нетленото и конечно обожено тело Христово. И тој извика: Господ мој и Бог мој. Едното е заради плотта, а второто е заради божеството. И Христос му рече: Поверува затоа што ме виде. Блажени се оние кои не виделе, а поверувале. Светиот рамноапостолен Методий, архиепископ Моравски. Светиот рамноапостолен Методий, учител словенски, и неговиот помлад брат Константин Кирил се родени во Македонија, во градот Солун, во благочестиво семејство. На почетокот Методий, исто како и неговиот татко, служеше воена служба. Царот, откако чу за него дека е добар војник, го постави за управник на една словенска област во рамките на грчката држава. Откако помина во офицерски чин околу 10 години и ја позна сета житејска суета, Методий својата волја ја насочи кон одрекувањето од се земно и ги устреми своите мисли кон небесното. Оставајќи го војводството и сите животни утехи, тој замина да биде монах на гората Олимп. По некое време во манастирот му се приклучи помалиот брат Константин. Кога хазарскиот цар Каган побара од царот Михаил проповедници на верата во Христос, тогаш на заповед на царот беа пронајдени овие двајца браќа и беа испратени меѓу хазарите. Патувајќи тие ги најдоа моштите на свештеномаченикот Климент, папа римски. Откако го уверија Каган во верата Христова, тие го крстија овој цар и голем број негови доглавници и уште помногуброен народ. Во 862 година, на барање на моравскиот кнез Ростислав, царот ги испрати да го проповедаат христијанството во Моравија на словенски јазик. Светите Кирил и Методий по Божјо откровение ја составија словенската азбука глаголица и ги преведоа на словенски јазик Евангелието, Апостолот, Псалтирот и мноштво други богослужбени книги. Тие го воведоа служењето на словенски јазик. Светите браќа беа повикани во Рим од римскиот папа Адријан I, кој ги прими со голема почест, бидејќи тие ги донесоа со себе моштите на светиот Климент Римски.
Во Рим, Кирил се разболе и умре во 869 година. Методий пак на прозба од словенскиот кнез Коцел беше испратен во Панонија, откако папата Адријан I го ракоположи за епископ на Моравија и на Панонија. На таа катедра Методий претрпе многу непријатности, па и прогон и затвор, но тој до смртта се потруди на утврдувањето на Христовата вера меѓу словените. Ги крсти чешкиот кнез Бориво и неговата сопруга Људмила, како и еден од полските кнезови. Во последните години од својот живот Методий со помош на своите ученици го проповедаше на словенски јазик целиот Стар Завет, освен макавејските книги, како и номоканонот, правилата на светите отци и доста светоотечки книги. Методий се упокои во Господа на 6 април 885 година, на возраст од околу 60 години. Го имаше предскажано денот на својата смрт. Беше погребан во столицата на Моравија, во Велеград, во собраната црква. Неговите ученици, петочисленици, го преминаа Дунав и се спуштија на југ во Македонија, каде што од Охрид продолжија да работат меѓу словените на истото дело што го започнаа светите браќа Кирил и Методий на север.